за нашите, за нас. Ќе пробам да мотивирам, да потикнам уште повеќе, да укажам дека како општински комитет сме свесни за се и за секого до последниот поединец и за неговите дела, а за нивните да пратам порака дека нашата кроткост, смиреност во делувањето, честната политика не треба да ни го сметаат за недостаток, затоа што можеме ние и на друг начин, чисто нека си знаат сите. Не е Кумановското ВМРО ДПМН од вчера. 33 години наполнивме. Возрасно е, да не речам старо. Само начинот на кој што сме одлучиле да функционираме е нов, модерен, мудар. Понекогаш дури за некои наши браќа и сестри несватлив или полуприфатлив. Но тоа е, драги браќа и сестри, единствениот начин кој што сигурно не води кон нови успеси, и тоа ќе го докажеме на следните избори. Колку побрзо разбереме, колку повеќе разбереме, колку побрзо сватиме дека не треба секој да води своја политика, туку да ја следи нашата, заедничката, ВМРО-вската, толку ќе е поголема победата, толку ќе е поголема разликата, па така и нашиот придорес кон вкупната победа на ВМРО ДПМН ќе биде многу поголем, а ние повеќе ценети и признаени како општински комитет. До нас е, браќа и сестри, само до нас и до нашето сегојдневно залагање и жртва. Едно мора да сватиме. Колку повеќе жртва на дневна основа на секое поле, толку поголем успех. Убеден сум во тоа. Се трудам и се додека сум претседател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Куманово, ќе продолжам упорно да мотивирам, апелирам и да укажам на секој сопартиец и наш поддржувач дека на добро воспоставен систем во организацијата, во општинскиот комитет, на екипно и добро испланирано тимско действување, потребни му се само што поголем број на активисти, а што помал број на статисти, и резултатите ќе се неизбежни, а бенефитот, кој и да е, колкав и да е, и каков и да е, нема да е личен, ниту поединечен, туку заеднички и тимски. И ова што сега го говорам пред вас тука, драги луѓе, не сваќајте го како обврска на еден претседател на општински комитет да мора да излезе и да ви одржи говор. Не. Ве молам, сватете го ова само како уште една можност повеќе за мене да апелирам до вас, да се разбереме уште повеќе и уште подобро. И кога ќе си тргнеме на кај дома вечерва, и утре, и задутре, нека ни звони овој мој апел до вас се до конечната победа, затоа што, верувајте ми, сакам да сме целосно свесни за ситуацијата во која се наоѓаме ние во Куманово посебно. И кога било најтешко, тоа не мотивирало да успееме и да победиме. Така ќе биде на следните парламентарни и претседателски избори во Куманово, но така ќе биде и на следните локални избори овде во Куманово. Мене не ми преостанува ништо друго, освен да кажам јас неколку пораки кои што ценам дека треба да се кажат, за да не биде потоа не сме кажале. Месеците кои што се пред нас се исклучително предизвикувачки месеци. Месеци кои што ќе бидат полни со предизвици. Зошто ова го говорам? Затоа што од една страна е ВМРО ДПМН и коалицијата, заедно со огромно мнозинство македонски народ, а од другата страна се сите оние кои што имаат за цел и стратешка определба ВМРО ДПМН и коалицијата да немаат во следниот македонски парламент 61 пратеник, односно мнозинство. И тие нема да бираат средства како да го ослабат ВМРО ДПМН, нема да бираат начин како да го ослабат ВМРО ДПМН и коалицијата, да не успееме да дојдеме до зацртаната цел, а тоа е после следните
парламентарни избори ВМРО, ДПМН и коалицијата да имаат 61 пратеник во македонскиот парламент. Тешки времења се пред нас. Првиот ден после победата ќе славиме и ќе се радуваме, а потоа макотрпно ќе работиме. Затоа спремете се, подгответе се за историските предизвици кои што повторно вие како генерација без разлика на вашата возраст ќе треба да ги победите. Подгответе се за тоа што не чека, а тоа е уште еден крвопис во македонската историја, но овој пат со среќен крај. Современа, развиена и модерна Македонија, европска Македонија, онаква каква што секој граѓанин заслужува. Како клучен компонент на народната волја, затоа што со етаблираниот политички филозоф Џон Лок се вели: суверен е народот и само повремено ја доверува власта. Од тука верувам дека во идната власт што ќе ја презентира Македонија ќе го инкорпорира јавниот договор, социјалниот и општествен договор, дека народот ќе стане прашан, запрашан и дека неговото мислење ќе биде земено предвид. Во овие 2 години на практикување на локалната власт честно е одработено, тоа го препознава и црквата. Бидејќи општинските лидери доста и помагаат секаде каде што може на православната црква, на македонската црква. И кога тоа го кажувам со желба и молитва, бидејќи од локалните лидери видовме мир креација на мир во самите во нив и мир и креативен мир надвор од нив. Очекувам така и да биде и со централната власт, која што ќе го продуцира мирот, која што ќе ја избегне, која што ќе примени мерката антифрустрацијонизам, бидејќи овој екзодус се случува токму од фрустрацијата.